Благој и прашува кои типови на храна прават најголема подуеност. Благој, подуеноста генерално во стомакот најмногу се предизвикува од типови на јаглехидрати и шекери кои што едноставно нашиот дигестивен систем можеби нема моќ да ги разградува. Така, например, одредени јаглехидрати и растителни влакна, не знам, луѓе кои што едат можеби брокула, кои што едат зелка, кои што конзумираат граф, често знаат да се жалат и да речат не можам, ми ствара подуеност и не можам да ги конзумирам. Тоа е од причина што можеби треба да не се внесуваат, еве ако зборуваме за одредени зеленчуци како зелка, како брокула, не би требало да ги внесуваш сурови, туку напротив да си помогнеш веќе да направиш одредено разградување на тие јаглехидрати преку тоа што ќе ги ставиш на паре, или можеби ќе ги ставиш неколку минути да се проварат, па на тој начин да му направиш на дигестивниот систем полесно да ги обработува. Доколку и тоа не помага, тогаш се работи за еден друг проблем кој што доаѓа од еден шекер кој што го има во овие продукти, се вика рафиноз. И тој шекер многу од нас немаат ензими и моќ да го разградуваат. И во случај кога јадеме одредени продукти кои што го содржат тој шекер, а ги има многу, доаѓа во дебелото црево и при тоа бактериите во дебелото црево создаваат огромни количини на азот и метан кои што предизвикуваат подуеност и кои што предизвикуваат гасови со непријатна миризба. Така да, за ова решение, она што најдов по статии и научни студии е дека можеби најдобро е, освен варењето, да направиш и да 24 часа постои зеленчукот во вода, сол и јаболков оцет, при тоа да се случи процес на ферментација кој што ќе помогне да се разгради овој тип на шекер и да не ти прави проблем. Тоа се случува, да речеме, кога се прави зимница. Од типот се случува таа ферментација и можеби истите продукти кои што сурови ти прават проблем, не би ти направиле подготвени како зимница и конзервирани, но тој процес на конзервација е долг, затоа ти направи го еве пократок и нека биде во процес од еден ден. Доколку ти смета, со сите продукти од растително потекло кои што ти прават проблем со подуеност и со дигестија, можеби би било добро да ги пробаш овие два чекори кои што ги спомнав. Така да, доколку имашете некакви ти искуства и резултати поврзани со ова, слободно сподели, па ќе споделиме и со луѓето кои што ги мачи истава проблематика, а не се малку.